Дали изборните резултати го неутрализираат водеценискиот притисок за власта од страна на ДУИ? Е прашањето кое е актуелно по конечните изборни резултати. Но секако ова што се случи вчера со прегласувањето, ќе остави простор за Европскиот фронт и тоа да го користат во нивното понатамошно действување. Така да нема тоа и да го исклучат од својот политички наратив и тек така да ги прифатат преговорите помеѓу ВЛЕН и ВМРО-ДПМН. Очекувате ли реакција по ова од Европскиот фронт? Сигурно дека Европскиот фронт ќе реагира на тоа и ќе превземе активности кои според нив се во склад со гласачите кои ги представуваат. А тие секако добија поголем број на гласови, не само мандати. Иако неофицијално, помеѓу ВМРО-ДПМН и ВЛЕН договор за соработка во новата влада е постигнат, а според него тие добиваат владини сектори кои ни случајно не можат да се споредат со довчерашните амбиции на ДУИ. Дали она што ВЛЕН го добива е соодветно на актуелниот распоред на силите? Види тоа, ќе треба да видиме како тоа ќе функционира и колку ВЛЕН ќе ги оствари барањата и правата на тие кои алудира дека ги представува. Албанските политички партии не се секогаш само представници на партиите, туку тежнеат да се декларираат као представници на албанската заедница. Како тоа ќе функционира, да ќе им даеме малце фора да видиме како тоа ќе иде. За подсетување, според извори на албански медиуми, ВЛЕН би требало да раководи со следните владини ресори: Министерство за политички системи и заедници, Министерство за здравство, Министерство за економија, Министерство за труд и социјална политика, Министерство за екологија и министер без ресор.